Марија и Наум се веќе подготвени, следува второто на лице место, како и што кажавме во најавата. Метеопатија и колку таа е важна и што треба да направиме ако веќе влегуваме во групата на метеопати или колку времето влијае на нашето здравје. Марија, добро утро втор пат. Добро утро, второ и до тебе, Кате. Метеоропатија всушност е збир на неколку симптоми како резултат на промена на температурата, појава на дожд, грмотевици, поладна температура, односно промена на температурата како што напоменав, и се разбира има безброј симптоми кои што се пројавуваат, а секако да не ги појасни, тука е мојата денешна гостинка доктор Мира Атанасова. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Да, благодарам. Како да препознаеме дека станува збор за метеоропатија? Многу комплексна е терминологијата метеоропатија. Некако по последно време, да не речам веќе во 21. век, големо внимание се посветува на овој поим. Самото име доаѓа од двата грчки збора метеорос, што значи небеска појава, и патос, што е зборче што означува болест. Меѓутоа, многу малку се уште луѓето веруваат дека таква вистинска промена се случува. Мора да веруваме на нашите пациенти кога ќе се пожалат дека чувствуваат некоја нелагода, малаксано, замор, главоболка, вртоглавица, симптоми кои што не се, да не речам, органски, меѓутоа ние како доктори, како лекари мораме тоа да го уважиме, нели, секој симптом на пациентот наш е важен. Сметам дека тие пациенти навистина имаат тегоби, навистина се пожалуваат на тие симптоми, бидејќи пред да се случи некоја нагла временска промена, како што рековте, влијание од влажен воздух, хладно време, нагла промена, сонце, ветар, сонце, дожд, тие луѓе ги чувствуваат тие промени, верувајте, дури неколку дена пред самата промена на времето. Знаеме што значи дека кога нашиот организам цело време, ако е лето, е научен на топло, на сонце и тоа благопријатно делува, кај некои пациенти ќе се појави симптом на нелагода, замислете ден-два пред да се појави влошување на времето. И ние кога следиме метеоролошка прогноза, или таа биометеорологија што е наука точно кога објаснува како временските услови би влијаеле на луѓето, самите тие пациенти знаат ден-два претходно да ни најават, да ни кажат дека нешто непријатно чувствуваат. И мора да веруваме дека е така, иако сметам дека широка палета на луѓе, нели, голем број на пациенти се уште не веруваат во ваквата ситуација. Ја би рекла дека ова не е класична болест да ние диагностицираме. Повеќе како лекар сакам да истакнам дека е еден синдром, а тоа како синдром значи по превод значи повеќе симптоми имаме на едно место, ги делиме, да речем, на органски и на неоргански, или повеќе ние сакаме да кажеме Тоа се двата типа? Не, велиме симптомите се од ментален карактер, тоа што се случува од типот на една нелагода, замор, малаксаност, истоштеност, меѓутоа имаат они органски симптоми. Ние имаме пациент што ќе дојде со покачен притисок, ќе дојде со палпитации, со чукање, биење на срцето, прескоци, ние кој ќе му направиме и кога ги гледаме, има аритмија, има екстрасистоли тој пациент. Замислете пациент што има хронична обструктивна болест или обструктивен синдром, астма, кај ни влошувањето ние го чувствуваме уште пред да се случи временската промена и ќе си ги нотираме тие симптоми. Ќе имат отежнато дишање, продолжен експириум, и ако верувате, сите се нели придржуваат на нивната редовна терапија. Така за кои луѓе е најкарактеристично ова? Морам да спомнам, е карактеристична за постарите луѓе, сепак се тоа луѓе со хронични заболувања. Се појавува кај помладите или ретко? Сега е интересно дека наназад веќе години, веќе сите како лекари го гледаме ние тој феномен и ќе биде се поголема реалност. Затоа што свесни сме што се случува со временските услови во светот. Впрочем, и кај нас имавме нагли промени. Ако се сеќавате јуни колку доцна почна летото годинава. До 15 јуни беше класична пролет, беше ладно. Летото се измести многу, цел септември беше кај нас топол, впрочем и октомври е топол. И се уште имаме за октомври несвојствено високи температури, што мислам дека статистиката во метеорологијата ќе покаже дека е можеби најтопол октомври наназад години. Не само кај нас, зборам за европски или за светски рамки. Така да потенцирам најпогодена категорија се постари луѓе што боледуваат од хронични заболувања, респираторни, астма,
хронични болести од типот на ревматски заболувања. Исто тука се карактеристична група и хипертоничарите, тоа се луѓе со зголемен крвен притисок, замислете луѓе што прележале инфаркти, што имаат интервенции. Некој што е хируршки обработуван, дали имал интервенција, дали имал фрактура, дали имал операција, тој неколку дена унапред ќе каже мене веќе ме боли местото на операцијата. Замислете пред многу години тоа се случило, а он чувствува тегоби на тоа место. Да не ги исклучиме сега и младите и децата, затоа што јас сум педијатар, пак доста тинејџери гледам, млади луѓе и студенти, кои што исто знаат неколку дена пред временската промена да ми се пожалат на некои симптоми. А менталните симптоми, оние неорганските, многу се и потешки, да ви кажам. Значи, и да е млад човек, тој чувствува замор, тој чувствува нелагода, главоболка, па мигрената е тоа. Значи, мигрената е еден дел ке пациентите ја објаснуваме со метеоропатските проблеми. Сите наши колеги и невролози што водат мигренозни пациенти знаат дека времето е тоа што може да направи тригер, да направи покренување на целата таа ситуација. Може ли пред самиот крај да напоменеме некои корисни совети за оние кои што се соочуваат со метеоропатија, дали може би да внесуваат богата храна со минерали, витамини и слично? Тука советот е за сите добре дојде, нели? Ние живееме од 21 век во ера кога сите седиме, кога сите сме во затворен простор, во канцеларии. Тој е компјутерски начин на живот. Ајде стилот на живење да го смениме, значи тоа го коментираме секој ден со пациенти. Повеќе физичка активност, движење, па излезете надвор, ако врне, ако дува ветар и сонце, значи сите временски услови да дозволиме нашиот организам полека да се прилагоди на самата промена. Има природна терапија, знаете, доста напитоци, чаеви советуваме природни. Хроничните пациенти мора редовната терапија, нели, да се ја зема, да се придржуваат на советите на нивните лекари кои што таа терапија ординирале. Јас исто као педијатар потенцирам децата надвор, значи да се огледаме на северноевропските држави, да се огледаме на тој нивен стил на живење, да не се плашиме од дождот, да не се плашиме од ветерот, сите да најдеме начин и да прошетаме малку, да испешачиме, исто важи за дечињата, добро облечени, надвор мора да се изнесат. D-витаминот секогаш ми е на мене, па впрочем и на моите колеги број 1, како борец со вируси, борец со грипот, тоа се покажа и со пандемијата претходно, D-витаминот не беше број 1 лек нели за сите тие пациенти. Магнезиум може да додадеме, бедоксинот, B6 ќе го додадеме, добра храна, калорична. Кај нашето население може фали малце повеќе риба да се внесе, салатите. Македонија имам голем избор, јас секојаш потенцирам и на овош и на зеленчук. Се уште сме држава со добра и квалитетна храна. И тоа е советот, значи физичка активност, малце надвор, сите да си дадат време за себе. Метеоропатијата може би нема да исчезне, ќе ја имаме ние понатаму. И тие што не веруваат, ќе веруваат, ако им се случи нели таква промена. Сепак на организмот му треба адаптација. Му треба малце да се адаптира. Со сите овие совети, мислам, нашите пациенти ќе бидат добри. Доктор Мира, ви благодарам многу на разговорот и за сите овие корисни совети. Да, ви благодарам. Тоа беше мојата денешна гостинка, доктор Мира Атанасова, која што дефинитивно ни откри интересни информации за метеоропатијата и дефинитивно ни даде корисни совети. Се надевам дека секако сите оние кои што нагледаат ќе ги применуваат. Така е, корисни беа овие совети и се надевам и јас дека сите наши гледачи ќе останеме доследни секогаш и убаво кажа и докторката, нели, нема врска какви се временските услови и кога има дожд и кога има ветар, не ги чувајте своите деца дома, нели, однесете ги малци надвор, можеби на тој начин ќе се зголеми само нивниот имунитет, а и нели се она што е време може да допринесе за подобро здравје.